било кој спонзор кој ќе види дека нешто е официјален спорт, постојат програми од страна на сите држави и влади каде што се поттикнува развој на спортот со даночни олеснувања. Значи тоа е еден начин на финансирање на федерацијата и на тимовите што следат. Полесен пристап до образовни програми, институции и системи, затоа што јас сум уверен дека спортот треба да биде уште во основните училишта презентиран на нашиве деца. Особено со оглед на тоа колку деца го практикуваат. Колку деца го практикуваат и го гледаат само како обична игра, а не разбираат дека тоа утре може да стане професија. И не само тоа, и психологијата за тие игри, нели викаме медиумска писменост, меѓутоа каде е писменоста кога е во прашање играњето? Така, и например, сега ние имаме нели кај нас одржава инфлуенсери на социјални медиуми кои што во ниеден момент не се врши едукација на децата колку време и како се вежба и како се игра одредена игра. Треба да играш 2 часа, да направиш пауза, 2 до 3 часа послано за мозокот да се опушти, да влезе во друг муд, затоа што долго играње на без престан представува проблем долгорочен затоа што се губи контакт со реалноста. Значи јас имам дете 11 годишно кој што понекогаш, по некои денови знае да забега 6-7 часа да не престане да игра. После тоа него му треба 3 сата да се врати у реалност. Како комуницира, како разговара со родители, да јаде, заборава. После тоа ќе се врати во нормално. Меѓутоа во тој момент тоа е страшно што се случува. Интересно е како некој што е дел од развојот на гейминг индустријата. Ќе зборуваме и за интернет, тоа е едно од првите интернет кафиња каде што најголем дел од мојата генерација, генерациите пред мене одеа да играат кога немаа сите тогаш можност дома тоа да го прават. Баш ми е интересно дека еве сега како родител сепак препорачуваш нели да има умереност, однос со реалноста, време поминато веројатно со родители, со другари, пријатели, така натаму. Обавезно, време со родители, време со другари, време на физичка активност. Значи 5 дена во неделата има по 1 час физичка активност, дали оди на кикбокс и на кошарка. Значи мора да има од се помалце и книга да чита, нормално и да игра, ќе јаде и чипс, ќе јаде и нутела, меѓутоа ќе јаде нели здрава храна. Треба ова е период на годините кога се развиваат деца, нели кога треба се да пробаат. Меѓутоа се треба да биде умерено, не треба да се претерува во ништо. И кошарка да е, не може да игра 10 сата кошарка. Така да на се треба да има граници, треба да има контрола. Меѓутоа за тоа се случи треба да ги едуцираме родителите, треба да ги едуцираме и децата.